Баба Анујка била серијски убиец од селото Владимировац во Југославија. Кон крајот на 19-ти и почетокот на 20-ти век учествувала во труење на најмалку 50 луѓе, а според некои проценки и повеќе, претпоставките се и до 150 жртви. Таа беше уапсена во 1928 година на 90 годишна возраст и осудена на 15 години затвор во 1929 година за соучесништво во 2 убиства. После 8 години излегла од затвор поради старост. Според некои извори, таа е родена во Романија во 1838 година во семејство на богат сточар, а се преселила во Владимировац во Банатската воена област на Хапсбуршката монархија околу 1849 година. Таа тврдела дека е родена во 1836 година. Во Панчево учела приватно училиште со деца од богати семејства, а подоцна живеела во куќата на нејзиниот татко. Таа наводно станала мизантроп на 20 годишна возраст, откако била заведена од млад австријски воен офицер. Таа се заразила со сифилис од офицер пред тој да ја остави со скршено срце. После тоа, таа побарала самотија и почнала да покажува интерес за медицината и хемијата. Зборувала 5 јазици. Подоцна се омажила за сопственикот на имотот Пистов или Дипиштоња со кој имала 11 деца, од кои само едно преживеало до полнолетство. Тој беше многу постар од неа и почина по 20 години брак. Откако станала вдовица, Анујка се вратила на студиите по хемија. Анујка изградила лабораторија во едното крило од нејзината куќа, откако нејзиниот сопруг починал. Таа се здобила со репутација на исцелител и билкар на крајот на 19 век. Сопругите на фармерите дошле кај неа и побарале помош за здравствени проблеми. Анујка заработувала доволно и можела пристојно да живее со тие пари. Произведуваше лекови и мешавини кои ќе ги разболат оние на воена возраст и ќе им помогнат да избегнат воена служба. Таа продавала и отровни мешавини наречени волшебна вода и љубовна напивка. Овие напивки најмногу им ги продавала на жени со брачни проблеми, кои волшебната вода им ја давале на своите сопрузи, а тие обично умирале по 8 дена. Љубовната напивка на Анујка содржала мали количини арсен и одредени растителни токсини кои тешко се откривале. Кога ја прашале за брачен проблем, Анујка го прашала својот клиент, колку е тежок овој проблем, што значело. Колкава е телесната маса на жртвата, таа тогаш можела да ја пресмета потребната доза. Жртвите на Анујка биле обично мажи, од кои повеќето биле млади и инаку здрави. Нејзините клиенти на судењето тврдеа дека не знаеле дека нејзината волшебна вода содржи отров, но дека веруваат дека Анујка има некоја надприродна моќ да убива луѓе користејќи магија. Пијалоците Анујка убиле меѓу 50 и 150 луѓе. Во текот на 1920-тите, Анујка имала свој продажен агент, жена по име Љубина Миланков, чија задача била да најде потенцијални клиенти и да ги води до Анујка. Цената на волшебната вода на Анујка во тоа време се движела меѓу 2000 и 10.000 југословенски динари. Анујка ја продаде својата волшебна вода на Стана Момиров во јануари 1924 година за 2300 динари. Стана веќе беше нејзин клиент, а Анујка претходно и даваше хербални лекови. Стана му ја дала волшебната вода на својот сопруг Лазар Лудошки, а тој се разболел и умрел по неколку дена. Стана подоцна се омажила за друг маж од истото село. Под слични околности за неколку месеци починал и богатиот војко на вториот сопруг. Тоа го разбудило сомнежот кај полицијата, па ја испрашала Стана, која ја предала Анујка. Анујка потоа ја продаде својата магична вода во декември 1926 година на Сими Момиров и неговата сопруга Софија, кои имале намера да го убијат 70 годишниот татко на Сими, Никола Момиров. Нивниот мотив бил семејна расправија. Според нивното тврдење, Никола бил алкохоличар и насилен кон своите деца и внуци. Софија слушнала за Анујка од една жена по име Даница Стоик или Стаик, па ја контактирале Анујка, која им ја продала својата магична вода за 5000 динари.
Софија ја предала напивката на 16-годишната Олга Стурза, внуката на Никола, и наредила да се погрижи Никола да ја испие. Никола ја испил напивката, се разболел и починал по 15 дена. Првото судење на Анујка било во јуни 1914 година во Бела црква. Таа беше судена за обезбедување отров за убиствата, но беше ослободена. Повторно била уапсена на 15 мај во 1928 година на 90 годишна возраст. Стана, Софија и Сима Момиров, Љубина Миланков, Даница Стоиќ и Олга Стурза беа уапсени и обвинети за убиствата на Никола Момиров и Лазар Лудошки. Властите ги ексхумирале телата на жртвите поради обдукцијата извршена на Универзитетот во Белград. Судењето започна во јуни 1929 година во Окружниот суд во Панчево, а рочиштата беа одржани на 18 и 19 јуни. Судењето продолжи на 1 јули, кога беа достапни резултатите од хемиската анализа на примероците пронајдени во куќата на Анујка, а јавниот обвинител и бранителите ги дадоа своите завршни зборови. Обвинителот побара смртна казна за сите обвинети, освен за Олга Стурза, која во моментот на убиството била малолетна и за која барал затворска казна. На судењето се бранеа Софија и Сима Момиров. Тие тврдеа дека не знаеле дека волшебната вода содржи отров и дека веруваат дека тоа е само вода и дека смртта е резултат на надприродните моки на Анујка. Стана Момиров тврдеше дека сакала да го излечи сопругот од алкохолизам само со магична вода и дека не била свесна дека тоа ќе го убие. Во текот на судењето, Анујка постојано ги негираше обвинувањата, тврдејќи дека никогаш не продавала магична вода и дека целиот случај против неа го измислила Љубина Миланков, која сакала да ја обвини Анујка за сопствените злосторства. Олга Стурза се бранеше дека во моментот на убиството била се уште дете и дека не била свесна дека водата ќе го убие нејзиниот дедо, но Софија сведочеше дека Олга добро знаела за целиот заговор. Докторот Бранко Вурделја сведочеше дека во телата на жртвите биле пронајдени траги од арсен. Пресудата беше донесена на 6 јули 1929 година. Анујка беше осудена на 15 години затвор за нејзината улога како соучесник во двете убиства. Стана и Софија Момиров беа осудени на доживотен затвор како главни сторители. Сима Момиров е осуден на 15 години, а Љубина Миланков на 8 години. Олга Стурза и Даница Стоиќ беа ослободени. Според некои извори, Анујка била ослободена на 98 годишна возраст, по 8 години затвор поради старост, а починала 2 години подоцна во својот дом во Владимировац, кога имала околу 100 години. Во Романската православна црква во Владимировац е пронајден запис кој го потврдува точниот датум на нејзината смрт, каде што пишува дека умрела на 1 септември, а била погребана на 2 септември 1938 година.